Последни вести денеска, добро вечер. Пратеникот Миле Цеков денеска соопшти дека ја напушта ЗНАМ и дека во собранието ќе действува како независен пратеник, истакнувајќи дека веќе не е дел од владеачкото мнозинство. Во политиката не влегов да се променам јас, туку за да ја сменам политиката. Затоа не можам да бидам дел од власт и од партија што не ги дели вредностите во кои верувам. Денес заминувам од политички субјект што формално е демократски, но суштински не ги исполни очекувањата на граѓаните. Заминувам од политика и од партија што не застана за ветувањата во која одлуките ги носат луѓе кои во Скопје немаат поддршка ни од 2% од граѓаните. Почитувани, ова не е крај, ова е само нов почеток на борба за правда и одговорност. По изјавата на Цеков, со реакција се огласија од ЗНАМ, според кој неговата одлука не е изненадување. Неговите обиди денес да се представува како символ на принципиелност, а притоа претходно да застапува позиции спротивни на државните и националните црвени линии, се крајно несериозни и неубедливи пред граѓаните. За човек кој јавно се залагаше за внесување на бугарите во Уставот, природно е што повеќе не се препознава во политиките на движењето ЗНАМ. Дали станува збор за политички калкулации, клиентелизам или нешто друго, ќе покаже времето, се вели во соопштението. Меѓуетничките односи, евроинтеграцијата и економијата, теми на кои што пратениците и владата предпразнично се соочија на денешните пратенички прашања во собранието. Блерин Беџети од ДУИ ја обвини владата за непочитување на законот за јазиците и селективна примена на препораките од Венецијанската комисија. Мицкоски му порача дека ДУИ си игра со чувствата на албанците, иако ничие право не е загрозено. И уставните измени беа дел од собраниската расправа. Од СДСМ посочија дека власта го закочила евроинтегративниот пат, зашто заменик министерот за надворешни Димитровски одговори дека токму СДСМ ја сноси целата вина за блокадата. Кога истата комисија истакнува дека стандардите се минимални и државата може да понуди поголеми јазични права, дали ќе го почитувате и овој дел или и Венецијанската комисија, значи е добра кога политички ви одговара. Еве ви велам вчера на меѓународен настан, каде што реално според устав треба да е само македонскиот јазик официјален, стоеше превод на албански јазик и не ми пречеше. И нема да ми пречи. За да не ви дадам вас алиби, колку повеќе јазици знаете, толку сте побогати. Луѓето во 21 век на Марс се качи. 2 години сте влада, имате мнозинство, името не го враќате, Преспанскиот договор не го укинувате. Министри со бугарски пасош има во владата, градоначалници сите од ВМРО. Влада со резервна татковина. Се согласивте на нешто со што знаевте дека ќе го закочите процесот на европска интеграција на Македонија. Бугарите ќе станат дел од уставот на Република Македонија во оној момент кога од другата страна ќе видиме подадена рака. Делчев е најголемата и најзначајната историска личност. Човек великан, вели членот на извршниот одбор на СДСМ Јон Фрчковски во вечерашното само интервју. Поставовите искажани за македонскиот револуционер од неговиот сопартиец Рубин Земон. За таа изјава објасни дека е извадено од контекст и дека доколку и некој ја интерпретирал така, тоа не била неговата намера, сакал да
Добро, са, што ќе кажеме, практично јасно е што кажа, за да не го цитираме, го слуша на цела и јавност. други македонски значајни имиња од тој период. Има начин како тоа да се направи без да се релативизира улогата на Гоце Делчев. Ве разбирам, сите можеме во даден контекст да погрешиме во намерата да постигнеме нешто, да имаме малку по нестрекна или лошо третирана изјава. Жално е на кој начин јавноста му одговори и тоа е страшно Важно како нормално. партија вие дали стоите зад неговите ставови или не, тоа е важно сега. Ние стоиме за она што он го кажа, а тоа е дека се извини за изјавата и контекстот во која што е дадена. За нас Гоце Делчев е великан вкоренет во се што сме ние денес. Цената на нафтата урива рекорди на светските берзи. Суровата нафта од типот Брент достигна максимални $126 за барел. Експертите во земјава велат дека неопходни се мерки кои што ќе бидат таргетирани и нема да представуваат голем удар за буџетот. Сандра Спасовска. Цената на Брент нафтата го достигна највисокото ниво во последниве 4 години. По најавите дека САД се подготвуваат за долга блокада на иранските пристаништа, цената на светските берзи се вивна и до $126 за барел. Дел од економските експерти во земјава предупредуваат, доколку цената продолжи да расте, последиците се неизбежни. Професорот Борче Треновски вели, иако имаме благо зголемување на инфлацијата, се уште ценовниот ефект не е целосно пренесен врз македонската економија, но доколку растот продолжи, тогаш државата мора според него да направи целосна проценка на фискалниот ризик и да се видат можните начини на кои ќе се интервенира на среден рок. Значи, секогаш имате определен тајмлек, односно 2, 3, па и до 6 месеци кога цената се пренесува во целата економија. Се надеваме дека кризата ќе се заузда и тоа ќе го прекине овој ланец. Ако продолжи да расте цената на нафтата дополнително понатаму, најверојатно ќе почне ова да се пренесува многу позначајно на цените. Односно, некоја проекција која направивме пред 2-3 месеци е дека може од 1,5 дури до 1 до 2% поени да влијае на нашата инфлација. Според експертите, кризата нема да влијае само на цените на горивата. Алармираат дека државата мора да помогне, но фокус, според економистите, мора да се стави на најранливите. Јас се залагам за да им се наплати со пропишаните норми, а да се распоредува после кон загрозените семејства, кон таргет групите, бидејќи тоа треба да бидат таргетирани, исклучиво таргетирани политики. Јасна е препораката што доаѓа од науката, треба да се оди на таргетирани мерки, бидејќи, пазете, храната поскапува во оваа криза, не е само горивата. Преку горивата растат производствените трошоци на сите фирми. Транспортот и така натаму. Владата досега интервенираше со намалување на акцизите и ДДВ-то за нафтините деривати, што според Фискалниот совет има позитивен ефект во ублажување на директниот удар врз трошоците кај граѓаните, но мерките според советот се фискално скапи и недоволно таргетирани. Намалувањето на ДДВ, иако нели сега се врати на првите 18%, првобитните 18% и акцизата која што остана се уште намалена за нафтените деривати, има краткорочно позитивен социјален и антиинфлаторен ефект, бидејќи го ублажува директниот удар врз транспортните трошоци, храната и потрошувачката кошничка, но мерката е фискално скапа и релативно недоволно таргетирана, бидејќи придобивка имаат сите потрошувачи, а не само најранливите домаќинства. Според владините најави, доколку има потреба, можна е нова интервенција кај акцизите. Како високите цени на светските берзи ќе се одразат кај нас, ќе се знае в понеделник кога регулаторната комисија за енергетика треба да донесе нови цени на горивата. Во меѓувреме, владата, како што посочија вчера, активно преговара и со ОКТА да се продолжи попустот за горивата кој истекува на полноќ за сите компании кои се снабдуваат од рафинеријата. Нема крај на насилството меѓу младите. 15-годишник со остар предмет избол и ранил двајца тинејџери пред средно училиште во Тетово. Детали од Здравко Димитров. Нова насилничка драма овој пат во Тетово. 15-годишник со нож и шрафцигер нападнал двајца тинејџери на возраст од 18 и 19 години пред средно училиште. По нападот со повреди биле пренесени во Тетовската клиничка болница, а повреден бил и напаѓачот. Од СВР Тетово велат дека случајот ќе биде документиран, со што во најкус рок ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.
На 29.4.2026 година полициски службеници од СВР Тетово лишили од слобода 15 годишник од село Желино, постапувајќи по претhodна пријава дека истиот ден во 16 часот од клиничка болница Тетово дека кај нив биле донесени АК-19 и МА 18 години со повреди од остар предмет. Моментално тој е на задржување, има рок од 12 сата, откај ќе помине тоа, ако не дава други насоки јавниот обвинител, тогаш се пушта и се тера случајот на редовна постапка. За жал, случаите со насилство меѓу малолетниците се почести. Деновиве јавноста беше скандализирана и вознемирена од врсничко насилство во скопската општина Ѓорче Петров, каде ученички се изживуваа врз соученичка, горејќи ја меѓу другото и со цигара, а самиот чин, кој вклучува и други понижувачки дејства, бил сниман со мобилен телефон. За овој случај полицијата повика на разговор 14 лица, вклучително и родители на вмешаните соученички. И уште една информација пред да се одјавиме, регулаторната донесе одлука грејната сезона да се продолжи за уште 2 дена, односно на 1 и 2 мај, иако официјално завршува на 30 април. Одлуката е донесена врз основа на податоците од ДУХМР, кои што покажуваат невообичаено ниски температури за овој период од годината. Според најновата прогноза, времето ќе биде променливо облачно и свежо, со врнежи од дожд, локално ќе бидат пообилни. Поради продорот на постуден воздух од север, на планините се очекуваат и врнежи од снег. Тоа беше се во вечерното издание. Благодарам за вниманието. Пријатно!